Бугарија и Грција се вмешаа во изборите во Македонија. На Софија и сметаат изјавите за внесувањето на бугарите во уставот, а Атина се фати за тоа како си ја нарекуваме државата. Изјавите на првиот човек на ВМРО ДПМН дека уставни измени под бугарски диктат нема да има, изгледа го погодија председателот на Бугарија. Порача да се исполнат обврските од францускиот предлог по изборите. Очекувам по завршувањето на изборната кампања во Македонија и одржувањето на изборите таму, политичката ситуација кај нашиот југозападен сосед ќе овозможи целосно спроведување на европската одлука од јули 2022 година, што е неизбежен елемент на патот на Скопје кон ЕУ. Изјавите на водечките политички личности во Македонија, дадени за време на кампањата од провокативен карактер, не помагаа да се зајакне дијалогот меѓу нашите две земји. Ова доаѓа неколку дена откако грчките медиуми објавија анализа под наслов "Предизборна конфронтација за уставното име". Преспанскиот договор е оспорен во политичка дебата во Македонија, пишуваше грчкиот медиум Катимерини, откако Христијан Мицкоски рече дека земјата ќе ја нарекува единствено како Македонија. Лидерот на најголемата опозицијска партија во Македонија изјави дека доколку биде избран за премиер, тој ќе нарекува земјата единствено како Македонија, без оглед на договорот од Преспа од 2018 година, со кој се реши спорот со Грција за името на земјата. Главен фокус на анализата е изјавата на Христијан Мицкоски. За мене е Македонија и ќе остане Македонија. Ако има соговорник на кој што му пречи ова, или па оваа изнасилена употреба на придавката како што го слушаме Ковачевски, тогаш нема да разговараме. Медиумот го пренесе и ставот на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски, пишувајќи дека изразил загриженост поради одбивањето на лидерот на ВМРО ДПМН да го користи уставното име на земјата. Во текстот за преспанскиот договор се анализирани и анкетите, според кои Христијан Мицкоски ужива најголема доверба од граѓаните. Како што е познато, сега уставните измени се главната пречка на патот кон Европската Унија. Ова дојде откако Македонија го прифати францускиот предлог против кој беа 80% од граѓаните и покрај тоа не се исклучува можноста повторно да добиеме блокада, бидејќи немаме никакви гаранции.